Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани гласаше против населување на бегалците и странците во градот и ја усвои одлуката за распишување референдум. Долга дискусија од час и половина предизвика точката за стратегија за интеграција на бегалците во Македонија за период од 2017 до 2027 година. Иако на почетокот имаше дискусија околу повлекување на точката за разгледување на стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за период од 2017 до 2027 и за предлог одлуката за распишување референдум на локално ниво, сепак беше дискутирано на истата и не се усвои предлогот на дел од советниците да не се дискутира за тоа прашање. Советниците од ВМРО ДПМН на Советот на општина Кочани со гласови за ја изгласаа предлог одлуката за распишување референдум на локално ниво, на кој граѓаните треба да се изјаснат за или не прифаќање на стратегијата за интеграција на бегалци и странци за период од 2017 до 2027 година. Знаете ли што значи да се изедначат бегалците, мигрантите заедно со нашите граѓани, со граѓаните на општина Кочани? Дали знаете какви проблеми имаме ние во општина Кочани во делот на социјала? Дали знаете дека секој ден кај градоначалникот доаѓаат луѓе и од ромски, и од македонски, и од друга популација, кои што тражат екзистенција за себе? А дали знаете дека тражат од нас локации меѓу првите 10-15 општини на Македонија да се најдат локации на кои што на државно земјиште, на кои ќе бидат изградени од места за тие бегалци? Знаете ли какви места? Куќи да бидат изградени, да бидат обезбедени за нив образование. Овој долг што го имаме во образованието, за кој што дискутираме повеќе пати и вие го злоупотребувате, да се зголеми уште повеќе, за тоа што ќе бидат бесплатно за нив школството, ќе бидат морат бидат дополнителни средства обучени за да го изучуваат македонскиот јазик и да бидат етаблирани, да бидат сместени во целото наше општество. Дали општина Кочани има потреба од тоа? Јас се уверувам кочанската јавност дека во Кочани нема да има кампови за бегалци и мигранти. Нема да има сигурно кампови бегалци во Кочани. И ово што го зборете дека цело време сте биле под притисок. Немате никаков притисок, не е точно. Ни за куќи, ни за кампови, ни за стамбени згради. Значи, покажете ни документ, вие ни зборете цело време и телефонски и писмено. Покажете писмено, зашто не ги давате материјалите и да се повикате на тие материјали и да речете тешко какви притисоци ни прават. Имавме 1000 подписи соберено за иницијатива од граѓаните, не помина да дојде на точка од дневен ред, а сега нешто упорно се бутка за да биде на истата седмица. Свесни сте вие дека низи постои одговорност за тоа некој ќе знае. 1 час и половина се дискутираше на оваа точка, пошто советниците од СДСМ ја напуштија седницата непосредно пред гласањето. На крајот од седницата, Димитровски со изјава. Во претходните денови во месец август имавме вршење на притисок за давање позитивно мислење на оваа стратегија. Јас како градоначалник, изберен од 12.500 луѓе на општина Кочани и како граѓанин на општина Кочани, како поединец, не можев да го ја донесам таа одлука, да дадам согласност и токму заради тоа го поставив ова прашање да го разгледува Советот, да го даде своето мислење и како подточка како посебна точка да се граѓаните произнесат на референдум. Очекувам мислам дека тоа е едно витално прашање и на граѓаните на општина Кочани, и реков и на граѓаните на Република Македонија, и добро е што се разви така широка дискусија која што траеше повеќе од час и половина, на која што сите беа едногласни дека нам во општина Кочани и во Република Македонија не ни требаат бегалци и мигранти од типот на оние кои што се случуваа во минатата година, туку на нас ни треба првенствено просперитет за нашите граѓани, просперитет за нашите идни генерации. Мошни ми е жал што тоа беше протолкувано од страна на советниците на Социјалдемократскиот сојуз дека се работи за собирање политички поени, и мошни ми е жал што тие ја напуштија седницата непосредно пред самото гласање. Димитровски рече дека очекува овој предлог да биде разгледан и прифатен од страна на сите граѓани на општина Кочани.
Огромните долгови на училиштата за превоз на ученици вечна тема на дискусија меѓу советниците во Советот на општина Кочани. На 65-та седница беа изгласани точките за извештаите за работењето и годишните програми за работа на основните и средните општински училишта. Огромните долгови на училиштата за превоз на ученици се чини вечна тема на дискусија меѓу советниците на Советот на општина Кочани. На 65-та седница на Советот на општина Кочани во однос на точката за извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта за учебната 2016-2017 година, советникот Ѓорѓе Алексов се осварна на делот на долговите што се направени од страна на училиштата за превоз на учениците и подсети на сумата на долговите, особено за средното општинско училиште Гоше Викентиев и за долгот од 26 милиони и 500 илјади денари. Сакам да ве подсетам дека посебно за средното општинско училиште Ѓошо Викентиев долгот 26 милиони 538 илјади денари е енормен и е многу поголем од сите останати училишта. И баш поради оваа причина едногласно сите донесовме заклучок со кој што ќе се направи ревизија во средното општинско училиште и резултатите или наодите од таа ревизија требаше да бидат доставени до Советот, се со цел да ги погледнеме и да ја утврдиме која е се причината за настанување на овие долгови. Меѓутоа, нажалост, морам да констатирам дека до денес немаме доставено информација и извештај од извршената ревизија. Значи, од тие причини поставувам прашање, дали воопшто има извршена ревизија, и ако има извршена ревизија, зошто не ни ги доставивте наодите или извештај од ревизијата? На ова Алексов не доби одговор, пошто атмосферата на седницата се вжешти. Ево, јас ќе го повикам главниот и одговорен уредник за состојбите во општина Кочани, господин Здравко Димитровски, да одговори зашто училиштата тонат во енормни долгови, колку тие пари се прелеваат во непознати правци и најде уште да ги поедноставниме работи, колку тие средства се украдат. 4 години ме молиме да кажете каде се парите. Се говори за милионски суми на евра. Исперени преку училиштата. По расправата за извештаите за работењето, за долговите на училиштата и годишните програми за работа на општинските средни и основни училишта за учебната 2017-2018 година и по расправа за бројот на комбинирани паралелки во одредени училишта, со 10 гласа за беше дадена согласност за формирање паралелки со помал број на ученици. Шалтерите на Министерството за внатрешни работи, Царина, Управата за јавни приходи и Матично ќе работат до 21 часот и 30 минути. Од утре почнува да се применува одлуката за распоред на работното време во органите на управата. Двосменското работење треба да се применува во службите на органите на државната управа што имаат непосреден контакт со странки при издавање на лични документи, дозволи и слична документација, информираат од Министерството за информатичко општество и администрација. Ова значи дека од утре шалтерите во Министерството за внатрешни работи за издавање лични карти и пасоши, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Управата за водење матични книги, во одделенијата за одбрана на региони со градови и општини во Министерството за одбрана ќе работат од 7 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути. Овие шалтери ќе работат и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот. Дивење низ игралиштата на основното училиште Малина Попиванова Кочани. Уништени реквизитите на училишните игралишта и направена е штета од 30.000 денари. Полицијата е известена за случајот и ги бара сторителите. Несовесноста на граѓаните повторно до израз. Тотално се уништени реквизитите на надворешните терени на основното училиште Малина Попиванова, кои што неодамна беа реновирани и поставени нови. Текот на ноќта, најверојатно во утринските часови, службените лица на Малина Попиванова утврдија дека реквизитите кои се поместени во надворешните терени на училиштето се тотално уништени. Практично некој дивел на реквизитите кои ги користат учениците. Известена е полициската станица од Кочани, направен записник, штетата е близко до 30.000 денари. Училиштето интензивно бара
добавувачи кои во најкраток рок ќе ни ги достават тие реквизити за да во понеделник бидеме спремни за работа, поточно наставниот предмет физички и здравствено образование да се одвива во нормални услови. Апелирам не е само во Малина Попиванова, ови се чести случаи во општината па и во републиката, а тие реквизити се наменети за нашето потомство, за учениците, никому не е во корист да се уништуваат. Не може тие да уништат колку што можеме ние да направиме. Ова е прв пат вакво дивење и уништување во основното училиште Малина Попиванова, но не е за прв пат во другите кочански и подрачни училишта. Затоа од училиштата со апел на смиреност и совесност од страна на лицата кои го прават тоа, оти се што е во училиштата е од корист за учениците во општината. Во Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата Живот во бои 2 на авторката магистер Андријана Мациев од Скопје. На изложбата, преку поставка инсталација на 15 сликарски платна, беа поставени дела во кои е прикажано ликовното доживување на бојата. Во изложбениот салон 2 на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани синоќа беше отворена изложбата под наслов Живот во бој 2 на авторката магистер Андријана Мациев од Скопје. На изложбата во Кочани, која побуди голем интерес кај љубителите на ликовната уметност, се поставени 15 сликарски платна, дела во кои е прикажано ликовното доживување на бојата на авторот. Оваа изложба е дел од вториот циклус Живот во бој 2, каде авторката го прикажува своето ликовно истражување во бојата. По истата пригода изготвен и каталог во кој се прикажани делата, поврзани со темата на изложбата и пишаното ликовно творештво на авторката. Работам долг временски период на мојата афирмација во уметноста, веќе 10 години активно се бавам со оваа професија. Можам да кажам дека зад себе имам веќе сигурно 5-16 или 17 самостојни изложби, како во Македонија, така и надвор од Македонија. Моите дела се инспирација од животот, затоа и се наречени Живот во бој, бидејќи јас го гледам животот во боја, така и го живеам и би сакала сите луѓе да можат така да го живеат животот во боја. Сепак тие се нели инспирација од се она што не окружува и јас секогаш ја гледам позитивната страна на животот, така да и на сите би им порачала да го живеат животот, да уживаат во него, да ги уживаат божествените убавини кои ги пружа овој живот. На оваа изложба се представени 25 дела, работени акрилик на платно. И оваа изложба ќе трае до 20 септември, така да јавноста може да ја посети. Воедно, и како ВД директор, сакам да издвојам оваа изложба како една од почетоците, една успешна, каде што вечерва посетеноста беше во голем број, така се надевам дека и во иднина ќе продолжи. Андријана Мациев средно образование завршила во училиштето за применета уметност Лазар Личиновски во Скопје, а дипломирала на факултетот за ликовни уметности, оддел графика во класата на професорот Димитар Малиданов. Таа е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и на Сдружение Широка стаза од Земун. Изложува самостојно и учествува на повеќе групни изложби, манифестации и ликовни колонии во Македонија и надвор од државата. Добитник е на повеќе награди. Учествува на многу работилници, графички, изработка на рачна хартија, сликање со вино. Учесник е на многу манифестации, хепенинзи, каде се негува и почитува уметноста. Трио концерт на пијано, фагот и обоа се одржа во Домот на културата Тошо Арсов во Виница. Ова е прв концерт во Виница во овој состав, а е дел од годишниот репертоар на Домот на културата Тошо Арсов. Комбинација од звуци на пијано, фагот и обоа, но перфектна складност во настапот пред публика. Еден час безпрекорно уживање со концертот кој во Виница го одржаа тројца докажани професионалци. Ние сме пијано трио, немаме официјално име, нели, ама сме пијано трио во состав обоа фагот и пијано. Колегата Марен Милушевски прв фаготист во опера, во оркестарот на операта на Македонската и опера и балет во Скопје, воден професор на факултетот за музичка уметност. Фагот,
пијано Петар Макариевски, професор по пијано, односно корепетитор во Средното музичко училиште во Скопје. Јас Татјана Петрушевска обоа, прва обоа во оркестарот на Македонската опера и балет во Скопје. Постоиме веќе втора година. Ете така се собравме затоа што сметавме дека имаме нешто заеднички да покажеме и да направиме. Се надеваме успешно. Веќе втор концерт, односно трет, така, да, еве сега тука во Виница, програма која што е прилагодена за нашите инструменти, за овој вид на трио. Ова е прв концерт во Виница во овој состав, а е дел од годишниот репертоар на Домот на културата Тошо Арсов. Молебен за успешна учебна година се одржа во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Свештениците велат дека радува фактот дека за разлика од претходните години, кога на молитва доаѓаа мал број ученици, годинава ги имаше во поголем број. За разлика од претходните години, кога мал број ученици беа дел од молебенот кој што пред секоја учебна година го организира Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, годинава дојдоа во поголем број. Свештениците не негираат дека дворот на црквата беше претесен да ги прими сите ученици кои сакаа усредно да се помолат за успешна учебна година. По традиција пред почетокот на секоја учебна и академска година во дворот при храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги во Кочани се одржува молебен за успешен почеток на новата учебна година. Како што вашите камери регистрираа, голем број на дечиња дојдоа и ги упатија своите молитви кон Бога за успешна учебна година. Нас како свештенство искрено не радува самиот факт што голем број на дечиња доаѓаат заедно со свештенството и ги упатуваат своите молитви кон Бога, што е еден јасен индикатор дека тие го имаат зачувано православното верување во себе и како деца, како чисти души се едни сведоци за како треба да изгледа еден христијански живот и пред секоја работа или пред секој подвиг го започнуваат со молитва, така и тие иако мали сепак се за пример за нас возрастните. Оние што беа во црквата кажуваа молитви за успех во учењето. Моето име е Сашка Еванчевска и сега ќе бидам трета година во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Дојдов денес на црква за да се помолам за многу успеси во новата учебна година. Не само во текот на учебната година, секој патувам молитви, но сепак треба и да се учи, а не само да се моли. Јас се викам Ива и имам 9 години и јас сум овде бидејќи дојдов за да се помолам за добро учење на годината. Јас се викам Дарио Трифунов, учам во училиштето Малина Попиванова во Кочани. Јас верувам дека Бог ќе ми помогне во учењето и затоа дојдов да се помолам. Јас се викам Јован Ангелов и дојдев да се помолам за учебна година за во школа. Ќе идам прво одделение, ќе учим Киро Мецоди. Свештениците ги поздравија учениците и им посакаа успешна учебна година, но упатија и апел до родителите за зголемување на наталитетот и бројот на деца што ќе посетуваат настава. На крајот од молебенот на сите ученици им беа доделени распореди за часови со молитва пред и по учење. Следува информацијата од спортот. Џудо клубот Гладиатор од Кочани не застанува со својата работа. Кочанските џудисти се подготвуваат за Балканското првенство што ќе се одржи во Скопје од 8 до 10 септември. Од 8 до 10 септември кочанските џудисти ќе учествуваат на Балканското првенство во Скопје, за прв пат со свој репрезентативец во сениорската репрезентација Драгана Савева. Ни престои Балканско првенство кое што ќе се одржи во Скопје од 8 до 10 септември, на кое што Балканско првенство како тренер на истиот клуб учествувам и јас, бидејќи сум и национален судија, така што председател на клубот Вера Шејкеровска е член на надпреварувачката комисија која што ќе го води Балканското првенство, а меѓу другото е значително што за прв пат за толку краток период џудо клубот Гладиатор има и свој репрезентативец кој што ќе учествува на тоа првенство, значи станува збор за сениорската репрезентација во женска конкуренција која што ќе не представува Драгана Савева,
во категоријата плюс 78 килограми и се надевам дека ќе донесе значителен успех како за клубот, така и за градот Кочани. Самева интензивно се подготвува и кондиционо и во сала за ова првенство. И од клубот се надеваат на голем успех и резултат од Скопје. Почитувани, ве благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со програмата на Канал 8. Довидување.